Одземени нешто повеќе од 15 тони овошје и зеленчук од кванташкиот пазар, како и кривични пријави за дел од трговците кои не ги почитувале владините одлуки за замрзнување на цените. Како што најави министерот за економија Крешник Бектеши, никој нема да биде поштеден и секој кој го изиграл законот ќе добие казна. Министерот ги објави мињата на некои од поголемите маркети и трговци кои ја прекршиле владината одлука. Има, прекршочни пријави и за управителите на Кванташки, компанијата Анмарк МК Доел, има казни за увозници на овошје и зеленчук, како што се компаниите Савари, Астра Фреш, Атлантик, Фрукта, Стрима, Нектар Фреш, Емастил, а секако дека и за компаниите кои се занимаваат со малопродажба, како што се Веро, Стокома, Кипер, Кам, Зендолино Комерц, Тинекс и Миса МКБ. Казнети се и увозниците на овошје и зеленчук, како и компании кои се занимаваат со малопродажба. Појасни дека на овие трговци веќе им се изречени глоби, а дополнително за дел од нив неделава ќе бидат поднесени и кривични пријави. Кривично ќе добијат неколку од нив, пошто кривично се даваат согласно Законот за финансиска полиција и затајување на данок, но ќе имаат неколку компании, веќе се завршени за некои постапките, за некои до петок се прават дополнителни анализи. Од пазарната инспекција вела дека на Кванташки биле констатирани еден куп прекршоци. Затекнати биле трговци без документи и затоа биле одземени стоки па предадени до Агенцијата за управување со одземен имот. Изречена е глоба и за Кванташкиот пазар, но и за поголемиот дел на увозници и она што е затекнато во моментот. А тоа е и физички лица кои што имаат нерегистрирана дејност, а вршат трговија на мало. Кванташкиот пазар е регистриран за вршење на трговија на големо. А граѓаните ги охрабруваме да ги пријавуваат нерегуларностите кои се однесуваат на нивните потрошувачки права. Надлежните велат дека досега сите инспектори кои констатирале прекршок ќе се појавуваат на судските рочишта и тоа мора да биде пракса. Инаку одлуката за ограничување на цените ќе продолжи да важи во наредниот период.